Идните средношколци и утре во периодот од 11 до 18 часот имаат можност да бидат дел од отворениот ден во гимназијата Гоце Делчев и директно од наставниците и учениците да ги добијат потребните информации за гимназиското образование согласно новиот концепт. Од оваа учебна година гимназијата располага и со кариерни советници кои што им помагаат на учениците во изборот на идната професија, истакна директорката Марија Тодоровска. За ова учебна година ние одлучивме да имаме 3 отворени денови, значи еден минатата година видовме дека е сосема малку за да можеме да добијат учениците информации за нашето училиште и организиравме тоа да биде поделено во 3 дена. Со тоа што направивме распоред со сите училишта во одреден термин доаѓаат во одредено време за да добијат подетални информации, бидејќи од ова учебна година ние стартуваме со нов концепт за гимназиско образование. На овој начин тие ќе можат да се запознаат детално со целиот концепт што е предвиден и да им биде многу појасно што е тоа што сега ќе го нуди гимназиското образование. Учениците најпрво доаѓаат и ги бидат прифатени од нашите ученици и наставници во нашата галерија. Се запознаваат со училиштето преку видеопрезентацијата која што ја емитувавме за прв пат на самиот наш патронен празник и добиваат флаери. На флаерите има се објаснето кои предмети ќе ги изучуваат учениците во овие 4 години и потоа со група се развива дебата, дискусија околу тоа, поставуваат прашања учениците во врска со предметната настава и на крај учениците наши заедно со колегите прават прошетка низ сите простории во училиштето со тоа што се запознаваат подетално во сите кабинети што ги имаме во нашето училиште за одредени предмети. Се она што беше сушност минатата година во една просторија во нашата спортска сала, сега сето тоа е организирано во одредени кабинети. Гимназиското образование пред се нуди општо образовно образование по сите предмети, запознавање со наставата, со програмата, по историја, географија, математика, физика, хемија, природни, општествени науки, ајде така да ги кажеме, уметничките науки. И во предност од овој нов концепт на гимназиското образование, што во првите 2 години учениците ќе ги учат сите предмети исто, не бираат ништо, воведување е на информатика како задолжителен предмет во 2 година, што е многу значајно за денешно време да овој предмет е застапен во повеќе години во гимназијата. Од ова учебна година имаме кариерни советници кои што работат со учениците веќе матуранти, ги насочуваат за нивната идна професија. Наредната година тоа ќе го работат со учениците од 1-ва, од 2-ра година, за да можат да ги им помогнат во изборот на предметите кои што треба тие да ги одберат во 3-та и во 4-та година. Тоа се прави со помош на тестирање и откривање на нивните способности, афинитети кон одредени предмети. Го зголемивме терминот на овие 3 дена и временски од 11 до 18, затоа што знаеме дека покрај учениците се заинтересирани родителите да добијат информација со новиот концепт и што она нуди гимназиското образование. Знаеме со какви обврски се родители работни и дека до 16 часот се на своето работно место, па затоа го проширивме до 18 часот. Имаме екипа на наставници и ученици кои што можат да дадат детални информации на сите заинтересирани родители. Ги повикуваме и добро е да се запознаат навреме за да можат да го направат вистинскиот избор и да помогнат на своите ученици.
Секторот за внатрешни работи Куманово информира дека вчера полициски службеници лишиле од слобода 16-годишно момче од Куманово. Според СВР, тој се сомничи дека влегол во приватен имот на улицата Моша Пијаде и одзел предмети. Малолетникот бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава, стои во соопштението. Четириесетина фотографии создадени во Средорек во периодот од 1996 до 2000 година од фотографот Маријан Јаневски Шалајков вчера вечер за прв пат беа јавно презентирани пред кумановската публика во фоајето на Центарот за култура. Шестата самостојна изложба на авторот, насловена на Ѓурѓовден, беше представена во форма на проекција на диапозитиви на платно, техника која денес ретко се користи, но повторно привлекува внимание кај помладите љубители на аналогната фотографија. Се надевам дека овие фотографии ќе бидат интересни како историски моменти и сведоштво за едно време и за луѓе кои во тоа време ги чувствувале овие празници, вели Јаневски. Фотографиите се настанати во период помеѓу 1996 и 2000 година. Се работени на диапозитиви, значи во боја. Инаку има повеќе од 40 фотографии на самиот верски празник Ѓурѓовден. Повеќе години има можност да фотографирам. Инаку идејата за ова изложба и самото фотографирање на верскиот празник Ѓурѓовден доаѓа таму каде што претходната година 95-та заедно со колегата Ашмет Елезовски снимаме документарна емисија за случувањата по повод празникот во ромската населба Средорек во Куманово. Така да јас потоа продолжив после 2000-та година но во друга техника, во дигитална техника, така да ова е ретка прилика да може да се презентираат на диапозитиви, значи со проекција на платно. Изложбата е под покровителство на Фотокиноклуб Козјак, инаку најстар фотоклуб во Македонија. Така да ова е моја шеста самостојна изложба, инаку првата е во 1997 исто така во Центарот за култура. Горте на богатата архива од фотографии од значајни личности од градот и пошироко, а особено го издвојува Рейдинг фестивалот во Англија, каде што имал прилика да направи безвременски фотографии од легендарниот Курт Кобеин и бил еден од 10-мината акредитирани фотографи за време на настапот на Нирвана. Следната година ќе се сопада 45 години како се занимавам со фотографија, сакам да направам една ретроспективна изложба на сите мои досегашни фотографии во овој период, каде што има фотографирано многу различни случувања во Куманово, во странство, рок концерти, политички настани и секако мојата арт фотографија. Маријан Јаневски Шалајко повеќе од 4 децении активно се занимава со фотографија и е долгогодишен член на најстариот фотокиноклуб во државата Козјак од Куманово. Добитник е на повеќе награди и признанија, а во 2005 година е прогласен за кандидат мајстор на фотографија на Фотосојуз на Македонија. Освен во Македонија, нашиот член Маријан Јаневски е таблиран и насекаде во светот, истакна председателот на фотокиноклубот Козјак Милош Нешковски. Се работи за изложба на диапозитиви, која е создадена во ромската населба во општина Куманово. Во повеќе години, сега точно во кој период не сум сигурен, меѓутоа е фотографиран настан кој порано многу се славеше, Ѓурѓевден, и ќе видиме некои од фотографиите и јас ги немам видено, така да мислам дека пријатно ќе се изненадиме. Маријан Јаневски Шалајко, што да ви кажам, значи има учествувано на повеќе од 40 изложби на жири, као жири член, ова му е шеста самостална изложба, па ќе кажам специфична на диапозитиви, тоа више никој не работи. Значи јас никогаш немам појма како се работи ова, ние сме од дигиталното време, така да се што работиме на дигитално и овие настанини се многу интересантни и на нас, се надам и на останатата публика. Тој е кандидат мајстор, се надеваме дека за кратко ќе добиеме и мајстор во нашиот клуб, а исто така и Афија е етаблиран освен во Македонија на секаде во светот, така да не знам што повеќе зборови да кажам за Маријан.
Јаневски сакајќи да го сочува начинот на животот и секојдневието во Куманово. Во 1999 година фотографирал речиси секојдневно низ целиот град и од тие фотографија е издадена монографија со наслов Куманово 1999, која во 2015 година е отпечатана само во еден примерок, со надеж дека многу наскоро монографијата ќе биде поддржана од надлежните институции и ќе допре до голем број на читатели. Во кругот на Министерството за внатрешни работи денеска се одржа централната прослава за одбележување на Денот на македонската полиција 7 мај. На настанот се обратија министерот за внатрешни работи Панче Тошковски и директорот на Бирото за јавна безбедност при МВР Александар Јанев. Во своето обраќање министерот Тошковски истакна дека македонската полиција останува клучен столб на безбедноста, стабилноста и владењето на правото, нагласувајќи дека институциите имаат капацитет одлучно да се справат со криминалот и корупцијата. Директорот на Бирото за јавна безбедност Александар Јанев во своето обраќање истакна дека полицијата останува гарант на безбедноста и довербата на граѓаните, потенцирајќи дека професионалноста и интегритетот се основните вредности врз кои се гради силна институција. Силата на една држава се гледа преку силата на незините институции. Кога институциите функционираат, граѓаните имаат чувство на сигурност, доверба и ред. Токму затоа, улогата на македонската полиција денес и исклучително е значајна, особено во време на комплексни безбедносни предизвици и нови закани кои што не познаваат граници. Во изминатиот период покажавме дека државата има капацитет одлучно да се справи со криминалот и со корупцијата. Минатата година ја завршивме со намалување на вкупниот криминалитет за повеќе од 6%. Сузбиени се 16 организирани криминални групи, во кои што действувале 205 лица. Во делот на борбата против корупцијата беа реализирани повеќе значајни постапки, вклучително и случаи од висок профил, а сузбиени се и 4 криминални групи. Особено е значајно што вкупниот криминалитет бележи намалување и е на најниско ниво во последните 20 години. Ефикасноста пак изнесува 67,2%, што исто така представува највисоко ниво во последните 20 години. Ова е професија што не завршува со работното време. Професија што бара одлуки тогаш кога е најтешко. Професија што значи служба секој ден, со чест, одговорност и без компромис. Овој ден има длабоки историски корени. Македонската полиција, како институција, врзува своето постоење од мај 1945 година, кога е формирана првата народна милиција, но незините вредности се уште подлабоки. Тие извираат од илинденскиот и народно-ослободителниот стремеж за ред, слобода, заштита на народот и заедништво. Секторот за внатрешни работи Куманово соопшти дека вчера полициски службеници лишиле од слобода 54 годишен жител на село Младо на Горичане, затоа што со остар предмет се заканувал кон неговата 46 годишна сопруга и нивниот син. Според надлежните, тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот, против него ќе следува соодветна пријава. Во организација на Комисијата за културно-уметнички самодејности при Сдруженијето на пензионери Куманово од Куманово денеска се одржа 4-тиот фолклорен меѓународен фестивал во големата сала на Центарот за култура. На сцената настапија Сдруженија од Крива Паланка, Кавадарци, Кучани, Врање, Лесковаc, Зајачар и секако домакинот на манифестацијата Сдруженијето на пензионери Куманово, кое што годинава одбележува 80 години успешно постоење и работа. На 13 мај во Средното општинско училиште Перо Наков со почеток во 18 часот ќе се одржи еко-модна ревија. Посетителите ќе имаат можност да видат облека со нов живот, идеи со нова вредност, изработена од учениците во Средното стручно училиште. Дојдете да ја поддржите креативноста на нашите ученици и да видиме како модата може да биде одржлива. Немаме резервна планета, апелираат од Перо Наков.